Во Велес не е лесно да си ниту пешак, ниту возач, коментираат граѓаните. Ако излезеш пешки, речиси сите тротоари се окупирани од возила, па не се поминува. Од друга страна пак ако излезеш со возило, тогаш имаш проблем. Ке нема каде да го паркираш. Поради ова се почесто е сликата на сообраќаен хаос во центарот на градот. Смета, како не смета? Зошто можете ли да поминувате ли? Па не можеме да поминуваме. Каква е сообраќајната култура на Велеш? Никако. Никаква, на нула. Ризик е да одиш и со деца кога идеме, внукот го носам музичка вака. Не можеме да минеме по тротоар, мора доле да слегнеме. Треба да се решењето. А и да ви кажам и тоа, со колата кога излезам нема кај да ставам колата. Многу пати полицајецот ќе ми каже 400 евра казна е. Јас го прашам, кажи ми каде да паркирам колата. Градот е проблем за паркирање, тоа е чудо, да ни со кола да испане човек, ни без кола. Проблемот со недостиг на паркинг простор уште повеќе се зголеми во последнава година и пол. Со дозволата за увоз на стари возила од странство, нивниот број сега е речиси двојно поголем. Тоа на своја кожа најмногу го почувствуваат таксистите, за кои и покрај тоа што има загарантирани места за паркирање, најчесто се окупирани од приватни возила. Тешко. Тесен град, многу возила, мислам преку 10.000 дека има од податок од Автомотосојуз и тоа. Тешко е, многу тешко за паркирање. Изгледа многу кола се донесе од страна. Градов нема место за проширување повеќе. Со едносмерноста на улиците малку е олеснето, ама паркирање по ивиците, на тротоарите. Видите за нас како е. Локалните власти одамна промовираа неколку решенија за проблемот со паркинг простор, но досега реализација нема. Идејата за катна гаража на местото на сегашниот паркинг во центар се уште стои како проект, но власта нема одговор дали и кога ќе ја реализира. Привремено ќе бара решение само за паркирањето околу пазарот. Се планира на изградба на нови паркинг простори на оние места каде што ќе има услови за тоа, така да се планира да дојде до одредено растаретување на ова гужва што се сообраќајна гужва што се наметне преку деновите. Градот најави нов сообраќаен режим за во иднина со кој се крати, но и се предвидува создавање на нови паркинг места. Во меѓувреме на Велешане им преостанува како знаат и умеат да се снаоѓаат во сообраќајниот хаос.